Долгорочниот акционен план реоткривање на Виница, кој Музеот Теракота го изработи во соработка со професори од Јапонија, а кој треба да се реализира во наредните 10 години во неколку фази, со крајна цел промоција на Виница како историски град, беше презентиран денес пред представници од бугарската општина Банско. Магдалена Манаскова ги презентираше основите на овој акционен план кои се вградени пред се во уникатните теракотни икони. Културно-историското богатство и археологијата во општина Виница и менаџирање со културното наследство и развој на екотуризам беа темите на денешните предавања во рамките на вториот дел од обуките за размена на добри искуства. Оно што сакаме да го направиме во Виница, значи да го промовираме како градот како историски град, тоа веќе во Банско функционира, така да со нашите посети и нашата соработка со оваа општина имаме разменуваме искуства и ја постигнуваме целта што е на семинарот, значи добри разменување на добри практики и нашата посета, значи делот од семинарот кој што се одвиваше во Банско ни беше од голема помош и значење за нашата понатамошна работа во промовирањето на Виница како историски град. Веруваме дека и гостите од Банско ќе заминат со слични искуства од тука, затоа што пак проектот кој што ние ќе им го презентираме и практиките кои што ние ќе им ги презентираме се изработени заедно со експерти од Киото, од Јапонија, значи исто така една несекојдневна можност и тие да научат нешто како се работи во другиот дел од светот. Бројните археолошки локалитети во Виница со акцент на најзначајните на кои интензивно се работеше во изминативе неколку години беа во фокусот на денешните предавања, а еве како ги перцепираа бугарските археолози. Можах на живо да видя тези прекрасни. Имав можност во живо да ги видам теракотните икони. Задоволен сум од презентацијата на моите колешки од Музеот Теракота. Има многу паралели помеѓу археолошките локалитети во Виница и Банско. Овие обуки се во рамките на меѓуграничниот проект со општина Банско кој тежи 303.409 евра за двете општини, со вклучено инфраструктурно уредување на археолошките